Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Во стабилна здравствена состојба е жртвата на насилникот кој вчера пукаше во Прилепскиот центар за социјална работа. Вистинска драма се случувала вчера во Општинскиот центар за социјална работа. Мислев дека пиштолот не е вистински, во изјава за медиумите вели директорот на оваа институција. Итни мерки за поголема заштита побараа денеска на мирен протест вработените од Прилепскиот и останатите центри за социјална работа во Македонија. Советот на општина Прилеп денеска ја одржа 58-та седница. Донирани 1 милион денари за настраданите во Кочани, се расправаше и за безбедносната состојба во општинава. Времето денеска променливо облачно и врнежливо. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Во стабилна здравствена состојба е жртвата на насилникот кој вчера во Прилепскиот центар за социјална работа пукаше, изјавија од Прилепската болница, а денеска беше потврдено и од нејзините колеги од Центарот за социјална работа Прилеп. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Светанова. Години со прострелна рана, влезно-излезна, примена е во шок соба, после направените испитувања компјутер на граден кошт и абдомен, утврдено е дека нема повреда на бели дробови, нема повреда на абдомен, нема повреда на ребра, раната е подкожна. Пациентката е примена за понатамошни исследувања. Значи има прострелна рана, влезно-излезна рана, меѓутоа нема зафатени ни едни органи, ни бели дробови, ни ребра, ни органи во абдомен. Повредата е во долен дел, од десен хемиторакс, подкожна. Дежурен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Прилеп вчера изврши увид на лице место во простории на Центарот за социјални работи Прилеп, каде со истрели од огнено оружје повредено беше едно лице. Во соопштението од обвинителството се вели дека осомничениот, според првични сознанија, претходно подолг период ја демнел и загрозувал сигурноста на жртвата, зашто биле водени соодветни кривични постапки против него. Меѓутоа, избегал од институција во која издржувал мерка задолжително психијатриско лекување. Во просториите на центарот тој пукал од огнено оружје, пиштол кон вработената, која е повредена и е вон животна опасност, но и кон директорот на установата кој не е повреден. Осомничениот е лишен од слобода, а оружјето и други траги се обезбедени и ќе бидат предмет на вештачење, соопштија од обвинителството. Од полицијата преземени се сите мерки. Во 13 часот и 53 минути во Оделението за внатрешни работи Прилеп било пријавено дека во Центар за социјални работи во Прилеп било пукано со огнено оружје, при што било повредено едно лице кое е однесено на окажување помош во градската болница Прилеп. Од страна на полициски службеници од ОВР Прилеп било излезено на лице место, при што бил лишен од слобода АЈ, 50 години од Прилеп, кај кого се пронајдени огнено оружје, пиштол и нож. Се превземаат мерки за расчистување на настанот. Имено во врска со настанот на 21 март 2025 во 20 часот и 30 минути во ОВР Демирхисар од јавната здравствена установа психијатриска болница Демирхисар било пријавено дека од болницата избегал пациентот со иницијали АЈ. Полициски службеници од ОВР Демирхисар во текот на вчерашниот ден извршија проверки во психијатриската болница Демирхисар и на разговор биле повикани повеќе лица. Исто така се вршат проверки како лицето со иницијали АЈ успеал да избега при транспортот од психијатриската болница до Основен суд Прилеп и на кој начин дошол до оружјето, информираа денеска од СВР Битола. Вистинска драма се случувала вчера во Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Прилеп.
Мислев дека пиштолот не е вистински, во изјава за медиумите вели Зоран Малковски, директор на оваа институција, во шок од трагедијата која можела да се случи вчера. Се случуваше во канцеларијата пред мене, во архива. Ги евакуирав странките, кога ги слушнав колешките како довикуваат и викаат дека нешто се случува панично. Од другата врата влегов, успеав да го совладам и ги замолив колешките во тој момент да заминат од канцеларијата, сега повредената колешка, за жал. Се расправавме и се боревме, да не речам, на некој начин со сторителот. Тој цело време имаше пиштол во раката, меѓутоа јас сметав дека не е вистински пиштол, мислев дека е пиштол со кој што само ги заплашува колегите. Успеав да го донесам во мојава канцеларија, да го неутрализирам, за да го донесам во зидот позади мене. Тој цело време се закануваше и за жал испука и овде куршуми. Јас, пошто бев свртен со грбот према вратата, не видов дека колешката во тој момент, сега повредената, поминувала да пребега, за да... И се извинете, вака не мислам за да пребега. И не знам како е колешката повредена и не знам во кој момент колешката е повредена. Тој испука овде еднаш или два пати, стварно не можам да ви кажам точно, тоа во изјавите вчера со полицијата. Успеав некако овде да го совладам. Дојдовме до едно... Додека да дојди полицијата и инспекторите. Во меѓувреме колегите, додека тој се со пиштолот се закануваше прво него, мене, знаете како да тие се, ако на филмовите малце ова. Колегите веќе повикале брза помош во однос на колешката, што не видов. Дојде, значи, благодарност до полицијата, униформирани полицајци, инспектори, дојдоа веднаш, значи можеби некои 10 минути ова сето траеше, додека луѓето стасаја. И од тој момент натако од оваа канцеларија тие го приведоја, му го зедоја оружјето и за кое што и верувајте до крајот на случувањето, додека тие не потврдија, мислев дека е само еден пиштол плашливец. Итни мерки за поголема заштита побараа денеска на мирен протест вработените од Прилепскиот и сите останати центри, вкупно 30 на број, во Македонија. Со овој мирен протест сакаме да изразиме нашата загриженост и револт поради зголемените случаи на насилство врз работените од центрите за социјална работа, кој кулминираше вчера со обид за убиство на наша колешка. Тоа е јасен показател дека итно се потребни системски промени за заштита на вработените од центрите за социјална работа. Вработените од центрите за социјална работа секојдневно се соочуваат со закани, вербални и физички, додека ја вршат својата должност за заштита на најранливите категории на граѓани. Недостатокот на безбедностни мерки во институциите, каде што работиме сериозно, позагрозува не само нашето физичко и ментално здравје, туку и квалитетот на услугите што ние ги обезбедуваме. Бараме итни мерки, законска заштита, донесување законски измени со кои напад врз вработен во Центар за социјална работа ќе се третира како напад врз службено лице. Советот на општина Прилеп денеска ја одржа 58-та седница. Донирани 1 милион денари за настраданите во Кочани, се расправаше и за безбедносната состојба во општинава. На седницата бура од реакции по вчерашниот настан во Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Прилеп. Бројката на евидентирани кривични дела е повисока од претходната година, според овие статистички податоци. Криминалитетот во 2024 година споредбено со криминалитетот во 2023 година бележи зголемување за вкупно 40 кривични дела, односно во проценти 3,95%. Почитувани, преку вашето гласање по оваа точка денес ќе дадете одговор на прашањето дали и за вас ваквите статистики представуваат поволна
релативно добра и стабилна состојба. За мене лично во најмала рака ваквите бројки се загрижувачки. Постојаното вложување во превенција, како и подигнување на јавната свест за важноста во безбедноста, значително ја подобрува општата безбедносна ситуација во градот и во околината. Поволната безбедна ситуација се однесува на стабилноста и сигурноста во одредена област која не е подложна на закани или нарушувања. Таа подразбира минимални криминални активности, добро организиран систем на заштита, ефективни институции кои го гарантираат владењето на правото и довербата од страна на граѓаните. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен јужен ветер. Минималната температура се движеше во интервал од 5 до 11, а максималната ќе достигне до 20 степени. Управата за хидрометеоролошки работи соопшти дека до крајот на оваа седмица времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд, појава на грмежи и силен ветер над 60 км на час. Во овој период локално се очекува да наврне поголема количина на дожд над 60 литри на квадратен метар. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, март 2025 година.